Првиот пазарен ден во Кочани по олабавувањето на мерките за заштита од COVID-19 ги врати продавачите на текстил и друга стока за широка потрошувачка на улицата Гоце Делчев. Договорената мерка од состанокот на кризниот штаб главно се почитуваше, а тезгите беа распоредени само на тротоарот од кај кеот на Кочанска река. Одговорните од комуналното предпријатие Водовод претходно ги обележуваа местата за тезги, кои според одлуката на општинскиот кризен штаб треба да бидат со максимална должина од 4 метри и пропишано растојание меѓу нив од 2 метра. На седницата на општинскиот кризен штаб што се одржа во средата беше донесена одлука пазарот да се организира со почитување на мерките за заштита од коронавирусот и за продавачите и за купувачите. Според градоначалникот Илиев, решението на кризниот штаб било засновано на одлуката што Советот на општина Кочани ја донел во 2008 година, а со која е дозволено поставување тезги и на улицата Гоце Делчев. Сепак, иако тезгите за текстил и други производи беа поставени само на едната страна на улицата, со намера другата страна да биде слободна за минувачите кои купуваат, но и за граѓаните и институциите што се наоѓаат во овој дел од градот, забележливо беше дека коловозот од спротивната страна е узурпиран и претворен во паркинг за возила со кои се носи стоката. Дури и влезот во Канал 8 телевизија остана блокиран за цело време додека траеше пазарот. Ќе пробаме со ова да воспоставиме еден нов начин, пофункционален начин кој ќе биде од интерес и на продавачите и на купувачите, секако и на жителите кои живеат на таа улица, се до моментот додека не се најде трајно решение за дислоцирање на пазарот од овој дел на градот, кое што сметам дека е единствено, целосно и конечно решение за овој проблем. Очигледно е дека изнаоѓањето нова локација и дислоцирањето на пазарот за текстил и други непрехранбени производи треба да биде еден од приоритетите на општината што е можно поскоро. Фактот што со децении пазарот е на сегашната локација не ја оправдува одлуката на општинскиот совет од пред 10 години тој и понатаму да се организира на истиот начин. Едноставно, поради овозможувањето 30 трговци да ги остваруваат своите права, што секако им припаѓаат, не може неколку илјади семејства од овој дел на градот еднаш во неделата нормално да си дојдат дома. Револтот на жителите од улицата Гоце Делчев лесно може повторно да дојде до израз, а тогаш и Советот и локалната самоуправа ќе имаат полни раце работа.